Христос се роди за многу години да е. Дозволете ми да на сите православни христијани кои што денеска го слават Божик, го честитам овој голем христијански празник, да пожелам здравје, среќа, мир, благосостојба во сите домови, разбирање помеѓу луѓето. Очекувам дека во текот на оваа година и ние кои што сме избрани да работиме на подобрување на квалитетот на животот на луѓето, по целост ги исполниме нивните очекувања. 2018 година е година во која што конечно политички ќе ја стабилизираме земјата, за да може да почнеме да ги имплементираме сите оние работи за кои што зборувавме во текот на изборните кампањи. Каде се падна паричката во вашиот? Кај синот. Кај синот. Тоа е граѓанска иницијатива која што се обрати до градоначалниците и до градот Скопје. Не гледаме дека е злоупотреба на децата, бидејќи таа иницијатива потекнува од самите родители на децата и веројатно и родителите свесно ги внеле децата во таа иницијатива, така што ние само излеговме во пресред за определени потреби. Градот Скопје за превоз на децата со автобуси конкретно и не гледам дека може да стане збор за било каква злоупотреба во тој случај. Не затоа што е граѓанска иницијативата, нити е доаѓа од некој од верските заедници, класично граѓанска иницијатива која што слави еден верски празник, што е нешто што доста често ни се случува во државата, а ние како избрани представници токму на граѓаните, во зависност од нивните потреби, во зависност од можностите, излегуваме опресред. Вашиот коментар во врска со разговор во БЕСА, Секоја политичка партија веројатно во својот развој има определени стадиуми, начини како се развива. БЕСА е нова политичка партија, ќе оставиме тие луѓе сами да ги донесат своите заклучоци, како и ќе се развија, така ќе биде прифатено од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Всушност имате уште поголем развој во ВМРО-ДПМНЕ во моментот, во она што е во БЕСА, меѓутоа тоа се политички процеси на кои што се внатрешно прашање на секоја политичка партија.